Почитувани гледачи, добар ден и поздрав од салата на Средното училиште Перо Наков, каде што пред отприлike 4 минути започна напредот од втората лига помеѓу кошаркарите на Ball for Life и тимот на ФНП Академија. Всушност, ова е прв напредок во новата сезона за новиот член на втората лига, екипата на Ball for Life од Куманово, која дебитира пред домашната публика. Моменталниот резултат е 8:8. Напад за домашниот тим, за Ball for Life. Убаво спуштена топка. Да видиме што велат судиите, овие поени ќе важат. Убави поени за Валјон Рамадани и уште едно слободно фроање за домаќинот. Измена во екипата на ФНП Академија, излегува со број 15 Царич, односно Велиновски излегува, се извинувам, на негово место во игра влегува Царич. Следиме уште едно слободно фроање за Велјон Рамадани. Останува на 2 поени, меѓутоа нов напад за домаќинот. Нема поени, брз контранапад. Извореден влез со број 4 Станковски. За сега тој е најдобар поединец во екипата на ФНП Академија. Веќе нанишел 8 поени. И сега каква грешка на Тренчич. Убави поени со број 15 Царич. Први негови кошеви. Екипата на ФНП Академија води со 12:10 до крајот на првата четвртина, уште 4 минути. И сега серија грешки на домашниот тим, премногу се брза во нападот, без идеја, без организација, а тоа гостите максимално го казнуваат со новите поени на Станковски. Мислам дека време е домашниот тренер Стефан Николич да бара тайм-аут, да ја смири својата екипа, која во овие последни 2-3 минути игра многу нервозно и неорганизирано пред се во нападот. И сега одново има таму проблеми со семафорот. Инаку судиска тројка на денешниот направар е од Скопје. Се е подготвува измена во екипата на Ball for Life. Во игра треба да влезе со број 10 Теодор Соколовски. Инаку екипата на Ball for Life, како што знаете, почитувани гледачи, мината сезона го освои првото место во третата лига и се избори за пласман во второлигашката елита. Составот е скоро идентичен од лани, меѓутоа недостасува само Ненад Стојановски, кој замина во екипата на Куманово, додека другите кошаркари останаа верни на клубот. Еве таа најавена измена, значи легува Тренчич во домашниот тим, на негово место во игра Теодор Соколовски. А ние ќе проследиме уште едно слободно фроање за Станковски. И одново таму има проблеми со семафорот, уште од самиот почеток на овој направар.
И конечно се е во ред. Поени за Станковски, вкупно 11. И тоа е веќе 16-10 за екипата на ФНП Академија. Смиljković. Одличен влез на Дарко Смиljković. Тешка позиција, негов четврти поен. Успее да извлече максимум од овој напад. Прекрасна игра на Станковски. Се прошета таму низ одбраната на домашниот тим и лесна задача беше тоа за Царич, негов четврти поен. Нова грешка на домашниот тим, брза контра. Офанзивен скок на Царич. И да видиме сега што е досудено. 3 секунди. Имаше среќа во оваа ситуација, екипата на Ball for Life можеше да бидат овие лесни поени. Смиljković. Невнимание на Соколовски. Станковски, меѓутоа и гостинскиот состав направи грешка во нападот. 2 минути до крајот на првата четвртина. ФНП Академија води 17-12 против домашниот Ball for Life. Топка од страна за Кумановскиот состав. Соколовски. Нова грешка на домашниот тим и да видиме прекрасна блокада. Еве ги првите аплаузи од салата на средното училиште Перо Наков во Куманово. Одлично блокираше таму Филип Стојановски. Може би ова ќе биде мотив за домашниот тим. Конечно да се разбуди, да заигра уште подобро. Лична грешка. Филип Стојановски. 2 слободни офрлања за Јовановски. Измена во гостинскиот тим. Во игра влегува со број 20. И 3 тоа е Арсовски. Јовановски погодува едно од 2 слободни фрлања. 18-12 води ФНП Академија. Одличен офанзивен скок. Филип Стојановски досега постигна 4 поени. Ке има 2 слободни фрлања. Во екипата на Ball for Life во игра влезе Наум Јакимовски. Филип Стојановски вкупно 6 поени. 18-14 води ФНП Академија. Тешка позиција, малку насила, не успеа.
Таму во налете беше Крстевски, нов напад за гостинскиот тим. Станковски. Добра игра во одбраната на Смиljković. И какво промашување, ова беше чиста позиција, штета нема поени. А прекршок прави Валјон Рамадани. Некако во ова прва четвртина домашниот тим направи премногу грешки во нападот и поради тие причини моментално губи во овој период на преорот. Нема решение во нападот, домашниот тим се сведува на индивидуални акции, додека од друга страна гостинскиот тим игра некако посмирено и за сега заслужено води. Јовановски повторно шутираше две слободни фрлања, по едно реализира Смиljković и прекршок. До крајот на првата четвртина уште 29 секунди. Смиljković е сигурна рака, негов пети поен. Останемо на 5 коша, 18-16 води ФНП Академија. До крајот на првата четвртина уште 15 на секунди. И убава тројка, прекрасни поени. Нема да важат овие кошеви. Мислам дека тоа беше тројка на Јовановски, вкупно 5 поени и крај на првата четвртина. Заслужено ја добива екипата на ФНП Академија со 22-16. Во гостинскиот тим најефикасен Станковски со 11 поени, зад него Јовановски со 5 коша, додека во домашниот тим 5 поени Дарко Смиljković, 6 коша Филип Стојановски, 2 Валјон Рамадани и Тино Саботиć и така натаму. Значи, уште еднаш ќе повторам, во првата четвртина екипата на Балфор Лев премногу неорганизирано и деконцентрирано во нападот, многу грешки во акциите и во додавањето, додека од друга страна екипата на ФНП Академија многу посмирена, поорганизирана и, она што е најважно, попрецизна во нападот и заслужено го реши овој прв период од играта 22-16. Во домашниот тим во втората четвртина се враќа во игра со број 10 Теодор Соколовски. И некој делегат на овој напревар е познатиот кошаркарски работник од Куманово, Методија Крстевски. Какво промашување, многу лош удар на Арсовски. Смиljković.
Гледате, почитувани гледачи, домашниот тим не може да ја уфрли топката во игра. Премногу проблеми имаат во тој сегмент од играта. Измена во екипата на ФНП Академија во игра со број 8 влегува Ѓорѓиевски на местото на Крстевски. И еве нова грешка. Брза контра. Да видиме, нема поени, меѓутоа има нов напад за гостинскиот тим. Останува ФНП Академија во нападот. Сега екипата на Balfour Life мора да биде организирана во одбраната. Малку време остана за овој напад, да видиме дали домашниот тим ќе успее да се одбрани. Да, помина времето. Се врати во домашниот тим во игра Горан Тренчич, Соколовски. Тренчич, Соколовски. Нема поени. Топка за ФНП Академија. Извореден влез. Убаво решение на Крстевски. Две слободни фудбални за него. Во втората четвртина се уште без кош, ниту една од екипите не успеат да поентира. Нема поени за Крстевски. Еве нова шанса за Balfour Life, да видиме. Соколовски и тој промашува. И еве конечно поени, тоа тројка. Со број 11 Јовановски, него 8 поен. И тоа е веќе 9 разлика за ФНП Академија, 25-16. Малку насила, мора да бара тајмаут Николич. Не оди па не оди. И еве мора да интервенира домашната клупа и во втората четвртина. Нападот никако не функционира во екипата на Balfour Life. Поминаа во втората четвртина 2,5 минути. 25-16 води екипата на ФНП Академија. Иако се прилично досни вечерни часови, сепак во салата на средното училиште Перо Наков добра посетеност. Некаде околу 300 гледачи го следат овој напревар. Дебитира екипата на Balfour Life во втората лига. Ке има тешко искушение, се работи за последен ранг. Меѓутоа, Кумановскиот состав верува во своите можности и се надева на добар резултат во оваа сезона. Стојановски, Соколовски, Тренчич, се уште нема поени.
Горан Тренчич, Соколовски. И поени, убави кошеви за Тино Саботич. Негов четврти кош. 25-17 сепак. Дали овдека немаше прекашок. Судиите не ја видела ова ситуација, напад за ФНП Академија. И нова тројка. Овој пат Царич, негов седми поен. 28-17. Се видуваат домашните да проигруваат онаму каде што најгусто, каде што топката едноставно не може да дојде на вистинското место и поради тие причини нема добра завршница на нападот. Се враќа во игра со број 4 Станковски во гостинскиот тим. Тренчич. И ово е прекашок во напад, велат судиите. Фаулираше Наум Јакимовски. Станковски. Таму имаше играње со нога на Тренчич. Измена во Балфор Лев. Влегува Дарко Смиковиќ. Играта ја напушта Филип Стојановски. Наум Јакимовски, еве конечно и поени за него. Први на овој напревар. 28-19 и уште едно слободно фрлање. До крајот на втората четвртина уште 5 минути 37 секунди. Измена во МФП Академија. Овира влегува со број 15 Царич на местото на Стојановски. Изворена акција, штета немаше поени. Шанса за Балфор Лев, Тренчич. Соколовски. Смиковиќ не се решава да бие. И нелоша можда комбинација, проигрување, грешка. Да видиме нов напад за ФНП Академија. Вистинска бракотница по теренот во овие моменти. Помина времето за напад и сега домашниот тим одигра добра во одбраната. Измена во Балфор Лев, влегува во игра Рамадани на местото на Јакимовски. Смиковиќ. Тренчич. Се уште без поени бекот на Балфор Лев. Рамадани.
упорен е, меѓутоа нема поени за него. Прекрашок. Во секој случај, втората четвртина поминува во слаба игра на двете страни, многу грешки во нападот. Се враќа Филип Стојановски, излегува Саботич. Какво невнимание сега на Филип Стојановски. Од едната половина на другата и нормално топка за ФНП Академија. Ова се почетнички грешки на домашниот тим, кои не сме да се прават на еден ваков напревар. Станковски. Обид за 3 поени, нема кош. Смиljković, дали конечно домашниот тим ќе успее да постигне поени. И гледате каква грешка онново. Неверојатно колку грешки направија домаќините. И на крајот казнуваат гостите со број 14. Четврти поен за Веселковски. Еве ги конечно и првите поени за Горан Тренчич. 30-21 до крајот на втората четвртина. 3 минути и 20 секунди. Станковски. Чиста ситуација. Дали овдека немаше чекори. Мислам дека во право домашниот тим. Меѓутоа, тоа се поени за Веселковски, негов шести поен се извинувам, а на спротивната страна прекршок врз Дарко Смиljković. Топка од страна. Тренчич. Ова беше неизградена позиција, меѓутоа останува домашниот тим во напад. Филип Стојановски, еве, гледате, коментар повеќе не е потребен. Нова грешка за домашниот тим. Доколку сака да го добијат овој напревар, домаќините ќе мора да минуваат нешто во својата игра. Пред се во нападот, бидејќи со ваква игра, мислам дека Balfour Life многу тешко ќе стигне до првата победа во новата сезона. Но има уште многу сега до крај, да се надеваме дека ќе најдат начин Рамадани, одличен скок. Тренчич. И тој промашува. За среќа грешат и гостите. Се чуди самиот тренер Стефан Николич на играта на своите избраници. Какво промашување на Филип Стојановски. Домашниот тим за скоро 19 минути постигне само 21 поен. Навистина премалку.
Меѓутоа мора да кажеме дека и ФНП Академија одлично игра во одбраната. Еве, гледате какво невнимание. Лесни поени со број 10. Стојановски и нов тајм-аут за Стефан Николич. 34-21. До крајот на втората четвртина уште 1 минута и 18 секунди. Најдобриот стрелец во екипата на ФНП Академија Дарко Станковски застана на 11 поени, веќе од поодамна нема реализирано напад, но затоа другите кошаркари го даваат својот максимум и на некој начин гостинскиот тим ја одржува оваа разлика од 5 до 11 кошеви разлики постојано во овие први две четвртини. Пресинг игра сега гостинскиот тим и се исплатеше оваа упорност. Нова грешка на домашниот тим. Со број 17 во игра во Ball for Life е Стефан Крунески. Прекрасна комбинација, убави поени. 10 кош за Јовановски. Фаулиран е Дарко Смиљковиќ. Триесет и 6-21. Тоа е веќе солидна предност за гостинскиот тим. Рамадани. Видате, нова грешка на Крунески, брза контра и поени. Сега вистинска конфузија. Ѓорѓиевски први поени, 40-21 на крајот на овој период. Значи ова ќе биде катастрофа за домашниот тим. 19 разлика губат Крунески. Поени Филип Стојановски. Крај на првото полувреме 40-23. Убедливо водство за ФНП Академија. Би рекол сосема заслужено, бидејќи беа подобри во сите сегменти од кошаркарската игра. Почитувани гледачи, следува пауза 10 на минути, пак ќе се чуеме почетокот на второто полувреме. Почитувани гледачи, очекуваме да започне второто полувреме од напреварот помеѓу екипата на Ball for Life и ФНП Академија. Ово е прв напревар на Кумановскиот тим во втората лига. Меѓутоа, по првото полувреме гостинскиот тим далеку подобар противник и заслужено води со 40-23. Многу подобра игра и во нападот и во браната, додека од друга страна домашниот тим многу, би рекол, и премногу грешки, но да се надеваме дека во вториот дел ќе има подобра игра на Кумановскиот состав. Четврти поен за Горан Тренчич. Нов напад за Ball for Life. Јакимовски. Ова дека одеше малку насила, меѓутоа успеа да извлече две слободни фрлања. Јакимовски трет поен.
Останемо на 3 поени. 40-26 се води ФНП Академија. Промашување на Стојановски. Еве нова шанса за домашниот тим да го намали ова водство. Смирковиќ. Одличен скок, убави поени. Браво за Филип Стојановски, 8 кош. 40-28, мини серија на домашниот тим од 5-0. Јовановски. Прекршок прави Тренчич. Ѓорѓиевски. Фантастичен поен. Со број 14. Веселковски, негов 8 кош. И одново проблеми со семафорот. И во првото повреме имаше проблеми со семафорот, меѓутоа се надеваме дека повеќе нема да се случуваат во овој трет период на преворот. Во екипата на ФНП Академија за сега најефикасен е Јовановски со 12 поени, 11 има Станковски. Во домашниот тим Филип Стојановски до сега постигна 8 кошеви. Тренчич. Пресилно упатена топка. Станковски прекршок. Ова е втора лична грешка во трета четвртина за Balfour Life. Веселковски. Станковски. Чиста позиција. За среќа на домашниот тим промашува Стојановски, а прекршок прави сега Јовановски. Измена во ФНП Академија со број 15, во игра ќе влезе Царич на местото на Стојановски. Тренчич. Какво невнимание на домашните кошаркари. Лесни поени за Царич. Негов 9 кош. И одново она голема разлика на ФНП Академија. Јакимовски. Нема тројка за Саботич.
Филип Стојановски. Одлични поени. Па би рекол единствен расположен кошаркар во екипата на Ball for Life, додека се уште се чека другите да заиграат подобро, за да може домашниот тим да се надева на првата победа во новата сезона. Измена излегува Саботиш, на негово место Рамадани. Корпулентен кошаркар Валјон Рамадани. Веселковски. Јакимовски, Смиљковиќ, Филип Стојановски. До крајот на третиот период уште 6 минути. Тренчич, Јакимовски. Тренчич ќе има 2 слободни фрлања. Ке се повтори ова слободно фрлање уште еднаш, бидејќи некој од гостинските кошаркари пред време влезе во рекетот. Тренчич вкупно 6 поени. Намалено водство на ФНП Академија 44-32. Дали конечно Ball for Life ќе успее да се приближи уште повеќе, ќе видиме. Станковски, мајсторија, прекрасни поени, лична грешка на Филип Стојановски. Четирнаесети поен на Станковски. Какво промашување на Рамадани. А сега поени за Филип Стојановски. Останува Стојановски на 12 поени. Топка за Ball for Life. Еве конечно една добра одбрана на домашниот тим. Спречен е овој напад на ФНП Академија. Шанса да се поентира и да се намали уште повеќе ова разлика. Стојановски. Не успее Јакимовски, Станковски. Како брз воз, убави поени. Шеснаесети поен за него. 16 разлика. Грешка на Јакимовски. Ова е носена топка. Во право се судиите. Тайм-аут за Николич. Во третиот период домашниот тим успеа само за еден поен да ја анулира она
висока разлика од 17 поени од првото полувреме. Се мачи Balfour Life, нема решение за играта на гостите, која е многу подобра во нападот, меѓутоа се уште публиката се надева дека домашниот тим ќе се дрне, ќе заигра уште подобро и ќе го направи овој напревар уште поинтересен. А до крајот на третиот период уште 4 минути и 28 секунди. Од домашниот тим за сега единствен расположен кошаркар, како што реков, е Филип Стојановски со 12 поени. Влегува Соколовски во Balfour Life и Смиljković е во игра. Нема тројка за Филип Стојановски. Брза контра. Дали овдека немаше прекршок во напад. Нов напад за ФНП Академија. Ова се чекори според моја проценка. Сега нов офанзивен скок. Домашните слабо скокаат во одбраната и се казнети за оваа игра. Веселковски негов 11 поен, 18 разлика. Прекршок врз Рамадани. Две слободни офрлања за домашниот кошаркар. Кога не оди, не оди. Три поени вкупно за Рамадани. 52-35. Води ФНП Академија. Станковски. Смиljković, специјалист за овие вакви контранапади, негов 7 поен, 52-37. Би било добро домашниот тим да ја намали ова разлика под 10 поени во последниот период од играта. Филип Стојановски. Соколовски. Смиljković. Јакимовски. Бара топка Рамадани. И прави без потреба прекршок во напад. Така велат судиите од Скопје. Двојна измена во гостинскиот тим и во Balfour Life излегува Рамадани. Се враќа во игра Саботич. Две минути и 20 секунди до крајот на третиот период. Еве нова шанса да видиме дали ќе биде искористена. И какво лошо додавање на Филип Стојановски.
Лична грешка на Смиljković. Недостасува Ѓорѓиевски во составот на Ball for Life, важен играч. Се гледа неговото отсуство. Станковски 18 поен, најефикасен играч на преворот, 54-37. Смиljković премногу додаваат, комплицираат, до бесконечност би рекол, и поради тоа прават вакви грешки домашните кошаркари. Тоа е топка за Ball for Life. Извена во гостинскиот тим излегува Ѓорѓиевски, на негово место Урзуновски, Соколовски. Смиljković. Овие поени нема да важат. Ќе има две слободни фрлања за бекот на Ball for Life. Смиljković 8 поени. Еве го и деветиот. Тој добро си ја врши денеска работата, меѓутоа со двајца расположени играчи, Филип Стојановски и Дарко Смиljković, овој напревар Ball for Life не може да го добие. Ке мора да се приклучат и другите кошаркари. Станковски. Нема тројка. Смиljković. Браво за Дарко, 11 поен. И еве 13 разлика. 40 секунди до крајот на трета четвртина. Станковски. Филип Стојановски. Не треба да се брза сега. Соколовски. Прекрасна тројка на Теодор. Први кошеви за него. И еве само 10 разлика за гостинскиот тим. Чекори. Не. Ја згазнал линијата таму Узуновски. Еве шанса Ball for Life да поентира. Не успеа Соколовски. Во секој случај намалена е разликата од 17 на 10 разлика и во последниот период од играта Ball for Life легува со негатива од 54-44 и мислам дека се уште има шанси да направи пресврт на овој напревар. Во овој трет период мора да споменеме дека многу подобро игра во нападот домашниот тим. Па би рекол и во одбраната, додека гостинскиот тим попушти во концентрацијата. Да видиме што ќе се случи во последната четвртина. Дали ќе успее Ball for Life да направи подвиг и од минус 17 разлика да стигне до победа.
Нервозен е домашниот тренер Стефан Николич. Постојано таму довикува кон своите кошаркари и се обидува да ги разбуди. Да се надевам дека ќе бидат комплетно разбудени во оваа последна четвртина. Еве дава последни совети како да се игра во овој период од играта. А во последната четвртина прв напад ќе го има ФНП Академија. Сега е потребна добра игра во одбраната. Нема поени да видиме. Филип Стојановски не треба да се брза, треба да внимава. Еве. Токму тоа што го зборев, почетничка грешка и казнуваат гостите преку Стојановски, негов четврти поен, нова грешка и поени. Први кошеви за Узуновски и за многу кратко време 14 разлика има екипата на ФНП Академија. Инаку мината сезона екипата на ФНП Академија одигра одлично во втората лига. Го освои високото четврто место. Се види на вечерашниот направок дека се работи за добра и квалитетна екипа покриена на сите позиции. Продолжува на преворот со напад за Ball for Life. Смијковиќ. Филип Стојановски убави поени. Негов 14-ти кош. 58-46. Станковски. На него треба да се внимава, тој е најопасниот играч. Не успеа Јакимовски да ја спаси оваа топка. И сега какво прекршок, без причина, премногу е нервозен Наум Јакимовски и нормално ќе биде повлечен на клупата. Груп прекршок врз Станковски, две слободни офрувања и топка од страна. Може би ова е клучен момент на преворот. Станковски 20 поени, 60-46 води ФНП Академија. Среќа, нема тројка. 14 14
Некако нема доволно цврстина во играта на домашниот тим. Премногу лесно дозволуваат оние чисти топки да бидат загрозени. Многу тешко се организира напад. Со еден збор, многу проблеми во играта на Ball for Life. Стојановски. Еве, гледате какво решение мораше да бара Стојановски таму каде што е најтешко, меѓутоа среќа две слободни офрлања за неговата екипа. Нема доволно широчина во нападот, некако се оди на индивидуални решенија и поради тие причини ФНП Академија има солидна предност. Стојановски 16 поени. Се уште е тука Ball for Life, 12 разлика, не е многу голема предност на 7,5 минути до крајот, меѓутоа се уште го нема оној завршен чекор на домашниот тим. И сега прекашок во напад. Соколовски. Филип Стојановски. Смиљковиќ. Смиљковиќ, паметно решение. Негов 13 поен. 60-50. Соколовски, голема борбеност. Смиљковиќ, браво за Дарко Смиљковиќ. 15 поен, одлична игра на него. Само 8 разлика. Еве сега подршки од публиката. Станковски, тој е најопасниот. Треба да се внимава на него, меѓутоа премногу лесно ги поминува домашните кошаркари. 22 поен за него. Брза сега Филип Стојановски, без причина. Станковски. И еве на брзина 4 поени. И одново 12 разлика. Смиљковиќ. Нови поени. Со број 9. Први кошеви за Саздановски. 14 разлика. Филип Стојановски форсира, не оди па не оди. Станковски. Слаба реакција на Саботич. Убав скок на Царич. 13 поен. И за неполни 2 минути нова серија од 8-0 за ФНП Академија. 16 разлика и мислам дека на преворот тука е решен. 5 минути и 8 секунди до крајот на преворот. Се лути домашниот тренер на своите кошаркари Стефан Николич, има причина за тоа.
секако централна фигура на овој напревар. До овој момент е одличниот Станковски во екипата на ФНП Академија, кој постигна 22 поени во домашниот тим. Само 20 расположени кошаркари, Филип Стојановски 16 и по мене најдобриот играч во домашниот тим вечерва Дарко Смиковиќ со 15 поени. Другите комплетно потврлија на овој напревар. Нова грешка на Јакимовски, Станковски извореден влез, прекршок врз него и 2 слободни фрлања. Дваесет три поени за Станковски, заслужена пауза за него, малку одмор. Уиграв негова Саздановски. Тренчич. Смиковиќ, Тренчич. Филип Стојановски. Нема тројка. Тренчич, ново промашување. Офанзивен скок на Стојановски. Рамадани. Тоа се чекори. Сепак судиите велат 2 слободни фрлања за домашниот тим. 4 минути до крајот. Рамадан е четврти поен. Шеесет и осум, 53. Прекрасна тројка. Први поени за Арсовски. 72, 53, 19 разлика. Тренчич нема поени. Затоа поправа Наум Јакимовски, негов пети кош. Грешка на гостинскиот тим. 3 минути до крајот, победникот е јасен. На стартот на новата сезона, екипата на Ball for Life ќе забележи пораз, но се надеваме дека во наредните напревари домашниот тим кога ќе биде комплетен, ќе биде подобар. 8 поен за Тренчич. 72-57. Аут велат судиите. Таму е сгазна линијата Саздановски. Излегува Смиковиќ, излегува Соколовски.
Соколовски. Тренчич упорене и на крајот тројка. 72-60. 12 разлика. Нема поени. И грешка на Јакимовски. Убав скок. Тоа ќе биде две слободни фроња за Царич. Уште едно невнимание во одбраната на Ball for Life. Излегува Јакимовски. Денеска постигна само 5 поени. На негово место во игра со број 12 Иван Јовановски. Царич 15 поени, 74-60. Тренчич, Соколовски, Тренчич, нова тројка. Се разбуди во финишот Тренчич, негов 14 поен, 11 разлика за ФНП Академија, 1 минута до крајот на преворот. Соколовски. Ке има две слободни фроња за Теодор Соколовски. Излегува Филип Стојановски во домашниот тим. На негово место Милош Величковски. Останува Соколовски на 3 поени. 74-63. До крајот на преворот уште 40 секунди. Станковски. На најдобар начин го завршува овој напад, 25 поен. Играч број 1 на вечерашниот напревар. Тоа мора да се каже. Се работи за одличен кошаркар. Нема поени. Тренчич. И тој е крај на преворот. Заслужена победа на ФНП Академија во првото коло од новата сезона во втората лига на домашниот Ball for Life во Куманово, 76-63. Најефикасен играч на преворот Станковски во екипата на ФНП Академија со 25 поени. По домашниот тим најефикасни Филип Стојановски со 16 и Дарко Смијковиќ со 15 поени. Почитувани гледачи, благодарам за вниманието и посакувам пријатна вечер со нашата програма.